civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Добар ден. Цивил, Центар за слобода ја осудува воената агресија врз Украина што започна на 24 февруари. Воените операции, извршени уште во првите часови од целосната инвазија на оваа земја, сеат страв и ужас кај цивилното население, со очигледна намера животот на цивилите да се претвори во оружје на војната. Воениот акт на Руската Федерација е целосно неоправдан. Светот е сведок на еден неиспровоциран напад врз една независна, суверена, мирољубива и демократска земја. Долгогодишната окупација на дел од Украина во 2014 година и започнувањето на тоталната инвазија од 2022 година е директен напад врз слободата и демократијата во целиот свет. Не се работи само за територии и ресурси. Не се работи само за воени цели. Се газат фундаменталните човекови права и слободи на цивилите во Украина. Со оваа ужасна војна, чии размери ги надминува само абсурдот и амбициите на еден моќник, се газат човековите права и слободи на целиот свет. Со воената агресија врз Украина се уништуваат можностите за демократски развој и целосно се загрозуваат безбедноста, мирот и благосостојбата на целиот свет. Војната што ја поведе Путин е војна и против човековите права и слободи на руските граѓанки и граѓани. Затоа, Цивил ги повикува руските граѓанки и граѓани да се исправат против антидемократскиот и воинствен режим на председателот Путин и да ја искажат својата поддршка за слободата на Украина, бидејќи тоа е и нивна слобода. Сега е време кога овој режим треба да се сопре еднаш за секогаш. Денес, повеќе од било кога порано, слободата и мирот на Украина значат слобода и мир за целиот свет. А тоа значи и слобода и мир за граѓанките и граѓаните на Русија. Цивил, како организација за човекови права, упатува гласна и недвосмислена поддршка и солидарност со сите украински граѓанки и граѓани и властите во Киев. Организацијата стои на располагање да направи се што е можно да помогне во ова тешко време за Украина и за целиот свет. Исто така, Цивил е на располагање да им помогне на сите слободолюбиви и мирољубиви луѓе на Русија и ги повикува да извршат висок, патриотски и човечки чин, да му кажат не на Путин, не на војната и да за слободата, демократијата и мирот. Барањата за прекин на воените действија и за мир, барањата за одговорност за човечките страдања се висок патриотски чин, а не предавство како што се обидуваат да го прикажат тоа руските режимски медиуми. Жртвата поднесена од руските мировни активисти е неспоредлива со жртвите и страдањата на цивилите, но е потребна. Слободолюбивиот руски човек денес треба да побараат руските генерали да не действуваат против слободата на еден мирољубив народ, да побараат од полицијата да не действуваат против мирните демонстранти. Напротив, тие треба да действуваат во поддршка на демократијата, слободата и мирот. Тоа значи дека највисоката цел на руската армија и полиција сега не е во Киев, туку е во Москва. Председателот Путин веќе одамна треба да одговара за газењето на човековите права во Русија. Сега е последна шанса тоа и да се направи, да се сопре воинствениот деспот во Кремлин. Поддршка за Украина. Stand with Ukraine. civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено.